Добар ден на сите. Согласно член 43 од Статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за статут и прописи на Советот на општина Битола на ден 16.2.2023 во 11 часот со предлог на следниот дневен ред. Констатирам претходно дека имаме потребен кворум за работа на комисијата, тројца членови се присутни. Дневен ред. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуката за измена на статутот на ЈП Пазари Битола и точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за измена и допълнување на дополнителни дејности од статутот на ЈОУ Културен информативен центар Битола број 01/4/7 од 9.6.2021 година. Имаме представници од институциите. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуката за измена на статутот на ЈП Пазари Битола. Тука е директорот. Повелете, директора, образложете. Добар ден на сите. Се извинувам за малото каснење. Значи вака, ова е всушност само имплементација на законот кој што е донесен во службен весник број 89, каде спрема истиот стои закон за изменување и дополнување на законот за јавни предпријатија. Значи ние спрема овој закон всушност сме обврзани да направиме промена на претходно важечкиот закон, односно на дополнување на неколку ставки кои што се всушност и доставени во вас со одлуката од управен одбор на 12.1.2023. Така да, значи ова е законска рамка која што ние моравме да ја спроведиме, исто така бевме и во корелација и со правната служба од општина Битола, каде што ни беше и наложено и нагласено да ја спроведиме оваа постапка. Во кратки црти, значи се во рамките на законот што се побарало од нас и од другите јавни предпријатија. Да. Колку за појаснување, сите јавни предпријатија ќе мора да се прилагодат на тие членови од законот и да ги изменат статутите. Сега како што ќе се врват на управен одбор, така ќе идат и на комисија за статут. Значи тоа се измените. Прашања, колеги, доколку има? Доколку нема, благодарам. Преминуваме на точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за измени и дополнување на дополнителни дејности од статутот на ЈОУ Културен информативен центар Битола. Директорката е тука. Повелете, директорке. Вклучате го само микрофонот, извинете. Ето. Заради тоа што при функционирањето на културен информативен центар од Битола се сочивме со проблем во централен регистар, не се запишани, не се заведени шифрите на дејностите. Заради тоа се јави потреба да го дополниме статутот со шифрите на дејностите. И покрај тоа се појави исто така потреба, бидејќи во рамките на културно-информативниот центар веќе постои туристички информативен центар, кој што е во киното Манаки, затоа има добиено средства од Европска унија. Значи во сите документи кои што се од проектите за Cinema Cities и така натаму, значи проекти со кои што се градело киното Манаки, практично стои дека во рамките на киното Манаки ќе функционира туристички информативен центар, што во статутот го немавме, па ја користиме таа прилика да го прошириме, значи дополнителната дејност со нова точка. Тоа е точката број 8, во која што се наведуваат како нова дејност дополнителна информативна културно-туристичка дејност за промовирање и развој на културниот туризам, односно туристички информативен центар, и тука како подточки стојат сите дополнителни дејности кои што би ги извршувале, а се поврзани со работата на таа туристичка дејност за промовирање и развој на културниот туризам. Тоа е, ако треба некој појаснување. Добро, благодарам. Прашања, колеги, доколку имате? Доколку нема прашања, ги ставам точките на дневен ред на гласање. Точка број 1. Решение за давање согласност на одлуката за измена на статутот на ЈП Пазари Битола. Кој е за, молам да крени рака? 3 за, едногласно. Точка број 2. Решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на дополнителни дејности од статутот на ЈОУ Културен информативен центар Битола. Кој е за, молам да крени рака?
3 за едногласно. Со тоа се исцрпи дневниот ред. Ви благодарам за присуството.